По повод денот на пролета, денот на заштита на околината и светскиот ден на заштита на водите, во нашето училиште од периодот од 21 до 28 март се презедува повеќе активности. И покрај актуелната состојба со COVID-19 и со најразличните онлайн активности, учениците и наставниците дадоа голем придонес во постигањето на свеста за заштита на животната средина. Тука би ги наброил активностите за проект Erasmus+, да бидеме здив на иднината, екоактивности со учениците од сите оделенија во изработка на ликовни и литературни творби, презентација и екопораки за заштита на водите, воздухот, почвата, околината и слично. Наша најголема задача како воспитно-образовна институција, повисока еколошка свест и грижа за природата и живиот свет, бидејќи на тој начин и во иднина ќе можеме да ги уживаме благодетите на планетата Земја. Екологија, заштита на животната средина, Светски ден на водите, за активностите за сите настани кои што се случуваат во Централното основно училиште Тошо Велко Пепето, ќе поразговараме со координаторот на проектот. Добар ден, јас сум Зорица Милкова, оделенски наставник во Општинското основно училиште Тошо Велков Пепето, инаку координатор за програмата Erasmus+ во училиштето. Во нашето училиште оваа година имаме два тековни проекти од областа на екологијата. Едниот проект е да бидеме здив на иднината, а другиот проект е екологија секој ден. Што е инаку целта на денешните активности? Целта на денешната активност е поврзана со првиот проект, да бидеме здив на иднината, и денес ние сме овде собрани на нашите ученици да им овозможиме преглед на тоа како треба да се садат садници, кои што се прочистувачи на воздухот во внатрешните простори во училиштето, значи садници кои што ќе стоат во ова училиште и за нив ќе се грижат нашите ученици. Морам да прашам, Erasmus+ програмата не се случува овде во Македонија, туку и во повеќе европски земји? Точно, таа е, значи, низ повеќе европски земји, наши партнери од овој проект се координатор Турција, Португалија, Романија, Србија и ние Македонија. Забележавме овде на еден од овие импровизирани штандови, имаме и колекција на семиња. За што станува збор? Да, тоа беше дел од овие активности, значи во текот на изминатите 6 месеци редовно се одржува активности кои што се паралелно на програмата e-twinning. Делот од колекцијата за семиња ќе ви го објасни колешката Орхидеја Димовска, бидејќи таа како мој помошник е задолжена за тоа и ќе ви каже повеќе за тоа зошто и како се собрани семињата, а јас тука ќе додадам дека дел од активностите кои што претходно ги работевме се и рециклираните изработки на учениците кои што се поставени на една клупа за изложба, а и сите презентации во однос на компостирање, значи за заштита на денот на водите, можете после да ги погледнете. И тоа е сето, значи, евидентирано во Erasmus+ програмата и во e-twinning+ заедницата. И уште да ни кажете колку ученици се вклучени од кој оделение? Во овој проект се вклучени вкупно 18 ученици од 4 до 9 оделение. Не рекоа дека овде на импровизираниот штанд на колекцијата за семиња ќе ни појаснат за што всушност станал збор, па еве, кажете ни. Добар ден и од мене, јас сум Орхидеја Димовска, професор по биологија. Јас сум вклучена во овој проект да бидеме здив на иднината и навистина со овој проект се даде можност учениците да ги применат стекнатите знаења во предметот биологија и од областа на екологија, бидејќи навистина моќта на растенијата е огромна и учениците преку овие активности кои што ги имаа со овој проект, собирање на семиња, значење на семенскиот материјал, за да може и во иднина тој вид на растение да постои на планетата Земја или во нашата околина, соодветно во различните екосистеми. Посебен акцент во истражувачките активности беше дадено одгледувањето на растенија кои што се прочистувачи на воздухот и тоа на внатрешните простори во домовите, канцелариите, во ходниците. Еве овде денеска во нашето училиште ги имаме овие прекрасни садници кои што ќе бидат рассадени во поголеми срепчиња, ќе бидат доставени во секоја училница, во секоја канцеларија и во ходниците на нашето училиште. Значи пак да потенцирам, колекционирањето на семенскиот материјал е многу важна работа за секоја држава, бидејќи на тој начин ќе се задржат и автохтоните видови кои се карактеристични за едно определено поднебје и локалитет. Меѓутоа, овде учениците имаа можност да и самите селектираат дел од овие семиња и да успешно сето тоа во иднина прерасне во едно убаво растение. Јас сум Марија Манчевска, ученик во 9-3 оделение и сум
учесник во проектот Let Us Be a Breath for Future и активно сме вклучени многу ученици во проектот и има многу интересни активности во кои сите се вклучени и еднакво се поделени во својата активност. Јас сум Моника Чоклеве, ученик од Основното училиште Тошо Велков Пепето. Ние денеска сме собрани на проект кој што го работиме за проектот Let Us Be a Breath of Future. На овој проект сме сите вклучени еднакво и сме секогаш активни во нашата работа. Сите ученици имаат секогаш задолжени се за што да работат. Овој проект го работиме веќе неколку месеци и работиме со неколку земји, вклучувајќи и нашата. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда. Цени веќе од 650 денари. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.